Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вчера и денеска изречените пресуди во случајот Диво населје само ја нагласија јавната перцепција дека обвинителството и судот го затворија предметот без да ги откријат и осудат инспираторите и нарачателите. Остануваат да лебдат недоистражани наводите за директна инволвираност на македонските тајни служби со цел, како што се тврди, да се предизвика меѓуетнички суд или да се одвлече вниманието од тогашниот процес на објавување на прислушуваните разговори. Поради ваквите сомневања, актуелната влада во својата програма запиша дека ќе бара меѓународна помош за целосно расветлување на случајот. Има ли правна основа за вакво нешто и кои се модалитетите? Вечерва ќе разговараме со универзитетската професорка Беса Арифи и со претседателката на Transparency International Македонија, Сладжана Тасева, која е исто така експерт по кривично право. По изјавата на премиерот Зоран Заев дека се води истрага за двајца високи представници на власта, ќе отвориме и дилемата. Дали е таа доказ за искрена волја за борба против корупцијата или за контрола од извршната власт врз обвинителството? Во финишот на емисијата е редовната рубрика Саботажа. Ќе направиме кратка пауза, а по неа почнуваме со анализа на најавените теми. Гледате 360 степени. Една од темите вечерва е случајот Диво населје и впечатокот дека наспроти вчерашната и денешната пресуда за извршителите и помагачите останаа недоистражени и важни аспекти во случајот поврзани со вистинските инспиратори и мотиви. Обвинението ја товари групата дека имала за цел да нападне цивилни и државни објекти, а одбраната тврди дека членовите на групата биле заведени и изманипулирани од македонските тајни служби. На можно сценарио на тогашната власт за оттргнување на вниманието на јавноста од компрометирачките прислушувани разговори, прв предупреди поранешниот полициски генерал Стојанче Ангелов, и тоа цел месец пред кумановските настани, кои се случија на 9 и 10 мај 2015. Еве изјавата на Ангелов дадена на 4 април 2015 година. Некој во нашата држава направил монструозен план за предизвикување на меѓуетнички суди во Македонија. Знаете сите дека пред околу еден месец имаше соопштение на ОНА со кое што повторно се заканува. Имам информации дека се дадени 2 милиони евра на албанци кои што немат врска со учека, на криминалци кои што денес се наоѓаат во Липковскиот регион. Нивната задача била да се представат божемски се учека и да извршат убиство на неколку припадници на полицијата или армијата и на тој начин да предизвикат меѓуетнички конфликт. И како што рековме, случајно или не, еден месец по оваа изјава на Ангелов се случија кумановските настани. Останаа дилемите како групата, која според тврдењата на тогашната власт била следена од македонските служби, успеала да се инфилтрира во градот Куманово. Се редеа информации за контакти на членови на групата со представници на македонските тајни служби, но се остана само на наводи. Актуелната влада во својата програма запиша, цитирам: "Владата ќе се посвети на целосно расветлување на кумановските настани од мај 2015 година и откривање на иницијаторите и позадината на целиот случај. Ќе побараме и меѓународна поддршка во истрагата заради обезбедување на сите релевантни информации, но и за обезбедување на потполна доверба на граѓаните во резултатите од истрагата." Завршен цитат. Оваа заложба неодамна ја повторија и министрите за внатрешни работи и за правда Оливер Спасовски и Билен Салии. Ние како влада преземавме обврска дека ќе направиме дополнителна и тоа меѓународна истрага, се со цел да на еден соодветен начин ја дознае јавноста вистината за овој настан. Ме сигури се унен да лидеме декларата ме колегу Тим Зоти Спасовски се Министрија помет менеджментот кај да хетим дркомтар еде парастин екумановос еде парастин монстр. Добро вечер и добре дојде за доктор Сладжана Тасева, експерт по кривично право, прв човек на Transparency International Македонија. Благодарам што сте со нас. Благодарам за поканата. И доктор Беса Арифи, исто така кривичар, универзитетски професор. Арифи, ќе почнам со вас. Има ли правна основа за меѓународна истрага во овој случај? Unë do të kisha dashur të bëj dallim me sa asaj që quhet hetim ndërkombëtar
dhe atë që është shkruar në programin e qeverisë dhe që quhet bashkëpunim apo përkrahje ndërkombëtare në kryerjen e hetimit. Për shkak se nuk është një dallim i vogël. Ka raste kur ka, hetime ndërkombëtare, mirë po një proces i tillë është shumë vështirë për të ndodhur dhe zakonisht bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, siç do të ishte rasti me Kombet e Bashkuara, të cilët mund të kenë ndonjë komision të specializuar për të hapur hetime për ndonjë krim ndërkombëtar, për shembull gjenocid ose krime lufte, dhe ky është një proces tjetër i cili nuk e tangon Maqedoninë për shkak se për të njëjtin do të duhej që të sillet një vendim për shembull nga Këshilli i Sigurisë i OKB-s. Mendoj që fjala në këtë rast është për përkrahje ndërkombëtare në realizimin e një hetimi gjithëpërfshirës. Dhe kjo ka mundësi që të bëhet edhe atë në dy mënyra kryesore. Mënyra e parë është përmes asaj që ne quajmë bashkëpunim ndërkombëtar penal, domethënë në sferën penale, përmes asaj që quhet ndihmë juridike penale. Një formë e dhënies së ndihmës juridike penale është krijimi i ekipeve të përbashkëta të hetimit, të cilat do të përfshinin hetues, prokuror publik, por edhe polic nga më shumë shtete në të cilat janë të cilat janë të involvuara në vetë atë rast. Për shembull, në këtë rast e dim që shumica e këtyre të akuzuarve kanë qenë shtetas të një shteti tjetër, të Kosovës, dhe në këtë rast, për shembull, do të ishte e kuptueshme sikur të kishte një hetim të përbashkët dhe ndoshta edhe ekipe të përbashkëta hetuese me autoritetet kosovare. Kjo është njëra mënyrë që shkon përmes Ministrisë së Drejtësisë. Mënyra tjetër është përmes bashkëpunimit policor ndërkombëtar, dhe ku në fakt Maqedonia si antare e Interpolit, që është një organizatë ndërkombëtare e policisë, ka të drejtë që të kërkojë ekspertizë nga Interpoli për të ndihmuar në hetimin e ndonjë rasti kompleks si që është rasti i Kumanovës në këtë drejtim. Госпожо Тасева, ние имаме случаи во кои што имаме првостепена пресуда, на одбраната на располагање и се жалба до апелација и другите вонредни правни лекови. Македонскиот закон за кривична постапка, како и другите слични процесни закони, дозволува и веќе пресудени случаи повторно да бидат судски отворени во ситуација кога ќе се дојде до нов доказ кој што може битно да влијае на случајот. Сега прашањето е како со меѓународна поддршка би се стигнало до нов доказ кој би довел до нова околност која би значела отворање на овој случај. И дали се треба да се одвива низ призмата и во процедурата на овој случај или може евентуално да се води друга, независна постапка? Да, само сакам да кажам веднаш дека тоа не е толку комплицирано како што се чини дека е комплицирано, затоа што судските постапки, обвиненијата или обвинителните акти се водат против определени лица. Лица за кои што со закон утврдена постапка се обезбедени докази на основа на кои обвинителот тврди, а во судската постапка се докажува дека тие лица сториле одредено действие кое што е опфатено со одредбите од Кривичниот законник, за тоа постојат докази и тие лица добија вчера, пресуда. Меѓутоа, ние овде зборуваме за еден настан кој што се случил во почетокот на мај 2015 година, да го наречеме кривично правен настан, во кој што можеби има и други лица. Можеби има и нешто друго што се уште не е до крај разјаснето. И затоа може и сега и денеска за разјаснување на таа ситуација, независно од постапките кои се воделе против лицата за кои што обвинителот тврди дека има докази, може и понатаму да се истражува тој кривично правен настан како таков. А кој да ја води таа истрага? Значи, таа истрага, според Законот за кривичната постапка, доколку постои основа за сомневање дека нешто се случувало, дека имало и други луѓе сега. Првина кој е во рамките на оперативна обработка, тоа го прават во МВР.
Вклучувањето на обвинителот според ЗКП е сега уште во раните фази на предистражната постапка. Доколку постојат било какви основи за сомневање, тогаш може обвинителот да формира тим повторно, за да види дали нешто имало дополнително за таа работа. Може би тој тим и денеска работи, независно од ова за што се работеше во судство, во судот, да се докаже дека нешто, дека овие лица се виновни за тоа што ги товареше јавното обвинителство. Во таа постапка, кога би се вклучили или ако се вклучени одредени домашни служби или меѓународни, сега, ако гледаме аспектот на тоа што би била таа меѓународна помош, кои би биле тие меѓународни служби? Слушнавме во една изјава дека станува збор за пари, така? Така. Можеме ли да ја следиме трагата на парите? Може ли да се види има ли некакви трансфери кон некои дестинации или лица за кои што има некакви сомнежи дека се поврзани со овој настан? Ако имало пари, тешко дека тоа биле банкарски трансакции, тоа биле кеш, веројатно. Значи, и да било кеш, парата излегува на виделина. После 2 години ќе се појави некаде кола, некаде куќа, некаде брод, некаде кој знае што. Имало би црните пари да бидат легализирани. Значи, постојат, само сакам да кажам дека постои начин и постојат можности, зависно од. Ние сакаме во криминалистиката да зборуваме за верзии, за хипотези, за тоа што во оваа ситуација, што во другата, кои би биле лицата. Сега за сето тоа може да има потреба да се вклучи и некој друг, да се побара меѓународна правна помош во кривично-правна материја. Може да се побара помош од меѓународните органи за спроведување на истраги. Дури и Интерпол го спомна колешката. Може да се бара од институциите кои што ги следат трагите на парите или други институции. Значи, ништо тоа не е исклучено. Во ситуациите во кои што зборувате да се отвори повторно или да се внесат нови докази, доколку за некој од лицата кои што добија пресуди и кога би станале тие пресуди правосилни, во ситуација кога би се откриле некакви нови докази, кои што ќе покажат дека постојат поинакви објективни околности за случајот и кои што ќе дадат друга слика на целиот случај, може да се користи тој вонреден правен лек за вонредно преиспитување на правосилна судска одлука, па дури во таква ситуација и на овие лица кои што се осудени да се промени нешто во однос на таа пресуда. Меѓутоа, ако станува збор за испитување на целосно нова ситуација, нови луѓе, нови действија од тие нови луѓе, действија кои што може би се поврзани на одреден начин со ова, тоа не мора да значи дека ќе се преиспитува целосно и оваа постапка. Само таму каде што тие евентуално би дошле до меѓусебен допир. Меѓутоа, ова не е ниту неможно, нити неизводливо. Разбирам. Иако се чини правно комплицирано, сепак тврдите и вие и Арифи дека е возможно. Арифи, тоа што се чини недоистражено е аспектот на евентуално други инспиратори, нарачатели на овој случај. Вие поради јазичната блискост и полесно следите дел од другите регионални медиуми, кои што дел од македонската јавност и не успева да ги следи, косовските, медиумите во Република Албанија, и таму се појавија многу информации кои што на некој начин беа поврзани со овој случај. Ashtu është, do me thënë që në kohën kur ky rast ishte ende në hetime, u paraqitën informata për shembull edhe në mediumet kosovare, se ky grup i cili ishte në mënyrë direkte involvuar në ngjarjet e Kumanovës, ka qenë paraprakisht i ndjekur edhe nga autoritetet kosovare. Tani problemi është se pse autoritetet maqedonase të hetimeve nuk kërkuan që në atë kohë, do me thënë një formë të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe më tepër të dhëna
dhe një ndihmë juridike me autoritetet kosovare ku një hetim i tillë i përbashkët ose thjesht një kërkesë për më tepër informata do të kishte ndikuar shumë në një, domethënë në atë që hetimi të jetë më gjithëpërfshirës. Mendoj që problemi kryesor me këtë rast është që ky hetim jo gjithëpërfshirës dhe izoluar vetëm tek ata që ne i pam si kryerës direkt të atyre veprave për të cilët ata dje u shpallën fajtor, është problemi kryesor me rastin, për shkak se dihet konstelacioni politik në të cilin rasti ndodhi dhe është gati se sekret publik që aty ka pasur edhe njerëz të tjerë, thuhet që ka pasur edhe njerëz të tjerë të involvuar, ndoshta persona të rëndësishëm shtetëror. E tani, në momentin kur juve koncentroni vetëm te kryerisit direkt dhe i anashkaloni të gjithë inspiratorët, krijohet ajo ndjenja e padrejtësisë, domethënë se rasti nuk është sa duhet dhe në mënyrë të mirë fillt i sqaruar deri në fund. Mendoj që ky është problemi kryesor, sepse ai hetim që u bë, pastaj doli deri tek një akt akuze, e cila po ashtu ishte e njëanshme dhe jo gjithëpërfshirëse, dhe pastaj në fund ajo rezultoi me këtë vendim gjyqësor që po ashtu, domethënë është i njëanshëm dhe nuk i përfshin të gjithë personat që duhet i përfshi. Në këtë rast, domethënë duhet përmendi që kjo edhe një herë vërteton atë mosbesimin ndaj institucioneve që shumë qytetare kanë, duke parë këtë drejtësinë selektive ku faktikisht njerëzit shumë të rëndësishëm besin të pa u dënuar, ndërsa ato kryerësit direkt dënohen. Të jemi të qartë, domethënë kjo është një vepër shumë e rëndë penale. Domethënë akt akuza është për organizim terrorist edhe për terrorizëm. Dhe ajo që ndodhi... Има една друга крајност, една друга тенденција, да речеме, поради овие сомнежи дека најверојатно не е доистражен целиот случај, сега другата крајност е да се амнестираат овие луѓе кои што беа фатени на лице место како вршат, како и вие самата велите, тешко кривично дело. Ashtu, domethënë atë e kam qëllimin që të them që bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, ku kishte 8 viktima nga forcat policore dhe po ashtu kishte shumë të plagosur dhe dëme të mëdha materiali që u bën në atë lagje dhe që prekën shumë jetë njerëzish aty. Do të thotë bëhet fjalë për vepra me të vërtet shumë të rënda penale dhe përgjegjësia duhet mbajtur nga të gjithë personat që aty kanë qenë të involvuar, si nga kryerësit direkt, por mbi të gjitha kjo përgjegjësi duhet t'i prek edhe inspiruesit ose urdhëruesit ose personat të cilët kanë kërkuar që kjo gjë të ndodhë. Do të thotë ne mund të flasim, mund të diskutojmë për atë se a ka qenë i gjithëpërfshirës rasti, po megjithatë kjo nuk e amneston askënd që ka qenë në mënyrë direkte i involvuar në këtë rast dhe secili duhet ta barë përgjegjësinë e vet. Мислам дека се разбираме и двете сте на линија дека е возможно да повелете. Unë desha të shtoj vetëm edhe një gjë që ky është vendim në shkallë të parë. Procedura për këtë rast do të jetë procedurë 3 shkallëshe, jo 2 shkallëshe, dhe do të shkojë deri në gjykatën supreme për shkak se bëhet fjalë për dënim me burgim të përjetshëm në disa prej rasteve dhe në këtë drejtim çdo informatë e re dhe çdo dëshmi e re që mund të paraqitet nga një hetim paralel do të mund të përdoret edhe në procedurën në shkallën e dytë para gjykatës së apelit dhe në shkallën e tretë përpara gjykatës supreme, që thotë edhe lidhur me këta persona të involvuar, në qoftë se ka dëshmi të reja, nuk është gjithçka e mbaruar, por ka edhe 2 shkallë të tjera procedura. Paralelisht me atë, në qoftë se ka edhe një hetim tjetër gjithëpërfshirës ku do të shikonim edhe njerëz tjerë të akuzuar, do të ishte domethënë një si them zbulimi vërtet dhe një ndriçimi vërtet i gjithë rastit. Добро, ќе треба да ја видиме формата во која сето ова веројатно би продолжило. Очигледна е волјата, намерата на власта да го доистражи случајот, а како сето тоа ќе се одвива, ќе треба да почекаме. Ќе направиме уште една пауза, па се враќаме со една друга исто така интересна тема, поврзана со една изјава на премиерот деновиве дека против двајца високи владени функционери се води истрага. Благодарам за сега, останете на осад. Господја Тасева чувствува дека е недоискажена на претходната тема, ќе дадеме шанса во паузата, коментираше околу тоа дека во Македонија, за жал, речиси да нема случај во кој што се казнети организаторите на случајот.
Точно така, за жал во нашата судска практика најчесто имаме ситуации или случаи во кои што се вмешани луѓе од власта или пак случаи во кои што одговараат само извршителите, а организаторите остануваат за секогаш неказнети. Некогаш се и познати во јавноста, но не биле казнети. Затоа оваа ситуација од политичка изјава и политички памфлет треба навистина да помине во конкретно настојување целосно да се расчисти случајот. Да, бидејќи за сега немаме конкретен чекор, факт е тоа се е на ниво на декларација и волја дека нешто треба да се направи, но како? Точно е. Po ashtu është me rëndësi që ky rast njëherët mund të jetë edhe një shans që të tregoj jo vetëm qeveria e re, por edhe gjyqësia se ka ndryshuar qasjen ndaj të gjitha këtyre rasteve të tilla problematike dhe kontraverse, për shkak se në qoftë se do të mundet që tani për herë të parë në praktikën gjyqësore të kemi një rast kur edhe organizatorët dhe inspiruesit edhe urdhëruesit e rastit të jenë sjellur përpara drejtësisë, atëherë ky do të ishte një hap shumë i rëndësishëm përpara në vendosjen e shtetit të së drejtës, i cili është njëri ndër objektivat e qeverisë reformuese. Да, еден цел корпус прашања од реформата во најава во правосудниот сектор се однесува на повторно отворање на случаи за кои што постои перцепција дека биле политички монтирани, ќе видиме и тоа навистина како ќе биде правно адресирано во оваа најавена постапка на реформа. Сега се префрламе на оваа втората тема. Една изјава на премиерот Заев од пред неколку дена дека против двајца високи владени функционери се води истрага, предизвика многу реакции во јавноста. На една страна беа коментарите дека ова може да биде доказ дека конечно има искрена волја кај некоја влада за борба против корупцијата, но од друга страна видовме и реакција на ВМРО, ДПМН и на други луѓе на јавната сцена дека оваа изјава на Заев всушност покажува дека има спрега меѓу актуелната влада и обвинителството, затоа што Заев немало како да знае за тоа дека има истрага против двајца високи владени функционери, бидејќи во оваа фаза пред истрагите се тајни. Како вие ја доживувате изјавата на премиерот? Мојата прва реакција беше дека може би дури неодговорна, непотребна, избрзана изјава во која што ниту беше време, нити место да се даваат таков тип на изјави на тој собир кај што видовме дека изјавата беше дадена. Што е најпроблематично според вас? И таа изјава овозможи за среќа, тоа е позитивниот аспект, овозможи реакција и таа изјава предизвика интерес кај медиумите, кај новинарите, да целосно од сите аспекти го отворат ова прашање, покривајќи го прашањето дали била во ред, дали била избрзана, што може да каже премиерот, што не може, дали може да знае или да не знае, а се разбира опонентниот или другиот политички блок ја искористи ситуацијата да зборува за поделбата на власта, за тоа како не треба да се влијае врз институциите кои што спроведуваат истраги, нешто што таму, додека беа на власт пред неколку месеци, беше вообичаена практика. Значи, сега укажуваме дека нешто не треба да се прави. Ајде да ја прочитаме, онака како што ја цитира владината прес-служба изјавата на премиерот, бидејќи ниеден медиум не ја сними, туку беше само пренесена изјавата. Ние немавме шанса Заев да го видиме како тоа го кажува, бидејќи камерите беа надвор пред хотелот, чекајќи го да даде изјава, тој во меѓувреме пред присутните на тој собир ја кажал оваа изјава. И сега, ако е коректно цитиран од владината прес-служба, тој рекол: "Ова го кажувам прв пат. Јас постојано ги охрабрувам граѓаните на нашето општество да пријавуваат потенцијални случаи на корупција и како резултат на тоа во моментов се води истрага по овие дојави за двајца високи представници на власта кои се на должност неколку месеци. Се разбира, ова е само истрага, не можеме да откриеме повеќе детали. Со ова сакам да кажам дека законот мора да важи подеднакво за сите."
Кој закон? Затоа што ако станува збор за што дојава во вид на информатор кај надлежен орган, кој во случајот би бил полицијата или јавниот обвинител, или информација од граѓанин во вид на укажувач, кој што сакал да каже за нешто што се случува внатре во владата. Значи, и во едниот и во другиот случај постои закон на основа на кој треба да се водат постапките. И во едниот и во другиот случај постапките се тајни. Значи, дури ако станува збор за укажувач, пријавата од укажувачот и постапувањето по таа пријава не е јавна информација. Исто така, ако станува збор за дојава од типот на информатор пријавил некој сторено кривично дело до полиција или до јавен обвинител, и тука не треба да имаме ширење на таа информација, се додека целосно не се расчисти да се види дали тука воопшто постои основа за сомневање. Оти сега зборуваме за предистрага, за нешто што треба да ни каже дали ќе има истрага. Дали ако дојавата стигнала до Заев лично, може да биде оправдување тој факт за ваква изјава од премиерот? Не. Затоа што и во таков случај би требало само да ја најде соодветна форма да ја пренесе или да ги упати лицата таму каде што треба да ја дадат таа информација, и по таа информација надлежните институции да си ја водат постапката, се до моментот додека тие не одлучат дека нешто треба да кажат. Значи, во ниту една од ситуациите не би требало да се има ваква информација или да се кажува јавно оваа информација, иако имаме луѓе или граѓани кои што велат ова е добро. Вака, да се охрабрат луѓето дека навистина власта почнува нешто да прави во борбата против корупцијата. Не треба да ги мешаме работењето на институциите во смисла на владење на правото или утврдување на недозволени действија со политиката и политичките интереси. Арифи, како вие ја доживувате изјавата на премиерот? Да, има коментари дека тој од позиција на моќ се обидува на некој начин да ги, како да кажем, заплашува подредените под него, бидејќи очигледно станува збор за функционери во чие што именување владата имала своја улога, можеби директно ги именувала. Atë ne nuk e dim në çfarë mënyre, do me thënë, çfarë kërkon ai të bëjë me këtë deklarat, por atë që ne e dim është se ai mund të ketë një informat të tillë, ashtu si që ju potencuat se mundet pikërisht atij t'i jetë dhënë ajo informata nga informatori se dikush është involvuar në korrupsion, dhe ai mund ta ketë, do me thënë, udhëzuar personin që të vazhdoj me procedurën e nevojshme juridike për një gjë të tillë, për zbardhjen e një rasti të korrupsionit. Gjithatë se ai informatën ka pasur mënyrë se si ta ketë në formë legale, nuk është patjetër që ajo të jetë me një farë informimi nga jo legal nga ana e organeve të hetuesisë. Ka mund ta ketë atë informat. Različno od soopštovanjето. Ashtu. Problemi aty qëndron në shpalljen e informatës. Mund të mendohet, do me thënë, edhe tek ajo që premieri mund të ketë qenë pa durueshëm në mënyrë në atë drejtim që të tregoj se me të vërteta ata si qeveri janë të angazhuar në luftimin e korrupsionit. Mi po kjo gjë nuk e arsyeton dhënien në një deklarate të tillë. Kryeministri duhet të jetë i kujdesshëm në atë që të mos përzihet në procedurën para hetuese, veçanërisht lidhur me rastet e korrupsionit, dhe të mos e bëj punën e hetuesisë apo të prokurorisë. Dhe mbi të gjitha, më e rëndësishme për proceset reformuese në vend, nuk është që kryeministri të jap deklarat se ja do të hetohen rastet e korrupsionit, por ajo që është me rëndësi është që të hapet investigim, të hapet hetim për këto raste nga organet kompetente, dhe ato pastaj kur të vinë deri në një fazë të hetimit, kur të kenë mjaftueshëm dëshmi se dikush vërtet është involvuar në korrupsion, ata të shpallin se mund të ekzistojë një rast i tillë dhe se dikush mund të jetë involvuar në atë rast.
Pra duhet të ndahen ato punë dhe kryeministri ta bëj punën e vet, të jap përkrahjen e vet, domethënë që duhet ta bëj. Mirë po t'i lehet domethënë policisë dhe sigurisht prokurorisë që të ndjek indicjet për çfarëdo lloj krimi të korrupsionit ku mund të jenë involvuar funksionar shtetëror. Mirë po në këtë drejtim unë do të kisha dashur që të them se kjo po ashtu është një shans i mirë për jo vetëm për qeverinë, por edhe për gjyqësinë e tashme, që të tregoj se pavarësisht kush, çfarë funksioni publik ka, politik ose qeveritar, ai mund të jetë pjesë e hetimeve për korrupsion. Për shkak se në qoftë se një gjë e tillë është e mundur, atëherë me vërtet mund të themi që kemi bërë diçka në luftën kundër korrupsionit. Sepse për të parë se nëse vërtet një shtet e lufton korrupsionin, nuk mjafton që ti gjykoj për korrupsion vetëm ish politikanët ose ish funksionarët, por është shumë e rëndësishme që për korrupsion të hetohen veçanërisht personat të cilët janë aktiv në qeveri dhe janë bartës aktiv të funksioneve shtetërore. Господин Тасева, ги имаме сите предпоставки за активна, одлучна борба против корупцијата? Ако зборуваме за правна рамка, за закони, имаме сите предпоставки. Ако зборуваме за институции, исто така. Значи, се што треба за вистинска и ефикасна борба против корупцијата имаме. Ова ве прашувам повеќе од аспект на овој најавен бран на реформи, па бидејќи сте еден од најупатените експерти во делот на антикорупцијата или борбата против корупцијата, дали сметате дека се потребни зафати и во таа област или само волјата беше проблем, отсуството на волја? Кај нас постојано во ова рамка или во оваа сфера во борбата против корупцијата недостасувала имплементација на законите. И тоа било пред се резултат на недоволната заинтересираност или политичката волја за да навистина се бориме против корупцијата. Оти ако гледаме од аспект на кривичен законник или се она што представува кривично дело од областа на корупцијата, сите оние норми кои што ги имаме како задолжителни во меѓународното право во конвенциите, ние ги имаме во нашиот кривичен законник. Сите можности за квалитетни и ефикасни истраги исто така ги имаме. Го сменивме уставот за да овозможиме примена на специјални истражни мерки. Имаме институции кои што можат да ги следат финансиските текови и трагите на парите. Недостасува, она што недостасува е доволно капацитетот за водење на финансиските истраги едновремено со криминалните истраги, но тука треба, би рекла, повеќе да се охрабрат и јавните обвинители и другите органи од областа на спроведување на законот тоа да го прават. Што е со улогата на Комисијата за борба против корупцијата? Многу критики беа насочени кон неа во изминатиот период. Најмногу затоа што едноставно како да исчезна од јавната сцена, ја снема. Тука и таму тие се појавуваа со некакви своји иницијативи или некакви постапки, но се чинеше дека тие се навистина маргинални и дека не се занимаваат со сршта на проблемот. Па мислам дека тие самите се маргинализираа. Се ставија во многу подредена улога во изминатите години и на некој начин не се ставија во функција на спроведување на законот за спречување на корупцијата за кој и постои таа комисија. Таа комисија е формирана на основа на тој закон и за сите случаи во кои што се појавија во јавноста, во кои што постоја основи за сомневање дека постои непочитување на законите или корупција, почнувајќи еве од случајот Скопје 2014 и редица други случаи во кои што имаше сомнежи за тоа дека постои корупција и од она што беше поврзано со снимените или прислушкуваните разговори, градењата на патиштата, случаите актор, значи имавме многу случаи кои што беа во јавен домен, никако не се произнесе Државната комисија за спречување на корупцијата да излезе со свој став. Ниту пак во однос на извештаите од Државниот завод за ревизија кои што се однесуваа на прекомерни трошења, за неоправдани трошења од страна на институциите, за изборните кампањи или трошења во време на кампањи, за финансирањето на политичките партии,
или за имотот со кој што располагаа политичките партии. Длабок сон на Значи, комисијата. сето тоа се теми за кои што ние ниту еднаш не слушнавме Од тука моето прашање е дали ќе биде доволна евентуално нова атмосфера во целото општество, политичкиот систем, кој што ќе овозможи на оваа антикорупцијска комисија да покаже дека знае, може, умее да работи, или сепак овој состав ќе мора и персонално да биде сменет за да отпочне една вистинска борба против корупцијата? Ако зборуваме за, па дури за сите институции, еве да зборуваме и за јавното обвинителство и да зборуваме за Државната комисија за спречување на корупцијата, не е во прашање атмосферата. Во прашање е посветеноста и интегритетот на луѓето кои што ги носат тие функции. Затоа што нивното работење не треба да зависи од атмосферата или од тоа дали ќе ги охрабри премиерот со изјавата за да тие тргнат сега да прават истрага, туку треба да зависи од законот. Тие се тука за да работат и да го спроведуваат законот, но мислам дека посебно за луѓето од Државната комисија за спречување на корупцијата, мислам дека тука состојбата не може да се поправи. Тие се таму со определен мандат, не постои начин да бидат разрешени сега во оваа фаза. Очигледно ќе чекаме да помине периодот да им истече мандатот на овие членови на комисијата, за да можеме да очекуваме дека ќе го сменат начинот на работење. Владата може мирно да спие. Не треба тоа да значи дека владата може мирно да спие. Упорно и најдобро, на што најмногу се посветени е дали некој од носителите на функции евентуално е на две функции или на неколку функции, вклучително тука и на локалната самоуправа или луѓето кои што се во советите во локалната самоуправа, затоа што ако ги погледнете извештаите на Државната комисија во изминативе неколку години, ќе видите дека се занимаваат само со тоа прашање. Имаат список на избрани именувани функционери, проверуваат дали некој е на две функции или дали некој има некаква мала продавница или фирма за да му кажат дека треба да ја затвори, а не се занимаваат со големите прашања од областа на борбата против корупцијата. Но она што понатаму треба да, како што зборувавме и претходно за случајот Диво населје, значи мораме да одиме со одговорноста до крај. И во случајот, случајот кој што е спомнат на некакви функционери од власта за тоа дека се води постапка или се врши некаква истрага, мора да биде завршен до крај. Значи, тој случај не треба сега да се заташка. Дадена била изјавата еднаш, па коригирана, па уште еднаш коригирана и после 3 месеци да заборавиме или никој да не прашува за тоа, но треба да го видиме исходот до крај, да видиме имало, немало нешто, а ако имало, каква ќе биде одговорноста, затоа што сите треба да бидат одговорни тие ако направиле корупција и сите вмешани во таа постапка. Ќе направиме уште една пауза, а по неја ќе сакам да прашам Арифи за една теза која што беше актуелна во времето на изборите, а тоа е теза исто поврзана со борбата против криминалот и корупцијата, а тоа е дека премиерот Заев со своето однесување пред изборите на некој начин го амнестирал криминалот на ДУИ. Но за тоа по кратка пауза. Бидете со нас. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Реков Беса Арифи, сакам да ја прашам за оваа теза која што јавно циркулираше во изминатиот период, а тоа е дека одлуката на СДСМ отворено да влезе во поддршка на дел од кандидатите на ДУИ на локалните избори, де факто значи амнестирање на криминалот и корупцијата за кој што СДСМ во минатото зборуваше дека се исто така дел од работењето на дел од функционерите на ДУИ.
Po, për disa për të cilat ka hetime deri tani që janë funksionar të BDI-s, unë mendoj që ato hetimet edhe bile ka edhe akt akuza ose gjërat tilla që shkojnë përtej asaj, domethënë me të cilët merret prokuroria speciale dhe të cilët janë pjesë e proceseve të hapura përpara kësaj, domethënë kësaj prokurorie, për shembull në rastin Titanic ose diku tjetër. Në këtë drejtim unë desha të bëj një dallim mes sistemi zgjedhor si një sistem politik dhe sistemi të ndjekjes së korrupsionit që është një sistem juridik. Domethënë juve nuk mund të pritni prej kryeministrit që të ndëshkoj ose të liroj, të amnistoj dikë prej korrupsionit. Burrët janë të ndara dhe me korrupsionin do të merret gjykata dhe organet tjera kompetente të cilat duhet të merren me atë. Некој може да ви забележи, госпоѓо Арифи, дека да, во правна смисла работите се такви, но во практична смисла извршната власт, барем редовно наназад во изминатите години, ја имала супремацијата над обвинителството и над судството. Ashtu është, për shkak se në të kaluarën kishim një shtet të robëruar, të njohur si të tillë në për raportet ndërkombëtare. Në qoftë se ky shtet tani më nuk është i robëruar, atëherë kryeministri nuk ka të bëjë domethënë me amnestimin e dikujt nga kriminaliteti ose me ndëshkimin e dikujt për kriminalitet dhe për korrupsion. Sistemi zgjedhor është një sistem politik ku qytetarët zgjedhin udhëhecin e tyre. Qytetari, por edhe kryeministri edhe funksionarët tjerë politik, nuk janë njerëz të cilët e gjykojnë dikë për kriminalitet. Për korrupsion, domethënë akt akuzën e ngre prokuroria, qoftë ajo speciale, por edhe prokuroria e rregullt, dhe vendimin e sjell gjykata. Dhe ky është një proces tjetër, që nuk do të thotë se nëse funksionarë të cilët tani në këtë zgjedhje janë zgjedhur si funksionar, nuk do të jenë pjesë e këtyre hetimeve për korrupsion, ose ndoshta edhe janë më pjesë e hetimeve të tilla. Pra, sipas mendimit tim, gjërat duhet të ndahen, për shkak se në një farë mënyrë shumë përgjegjësi i jepet edhe vetë qytetarit që ka vendosur të zgjedh për shembull ata funksionarë të jenë kryetar i komunash ose diçka tjetër. Do të thënë, qytetari me votën e vet e zgjedh udhëheqësin e vet në një proces që quhet zgjedhje lokale ose zgjedhje parlamentare, që është një proces politik. Nuk mund t'i vendoset në barë qytetarit, do me thënë që ai të vendose se kush duhet të shkojë në burg ose jo. Këtë punë duhet ta bëje, do me thënë duhet ta bëje gjykata. Në këtë rast unë mendoj që ky është po ashtu një rast i mirë jo vetëm për qeverinë e re, por thash për gjyqësinë e re, që të tregoj se më nuk jemi shteti i robëruar. Në qoftë se nuk jemi shteti i robëruar, atëherë prokuroria shumë bukur do të ngrej akt akuza, ose do të ngrej një hetime, po pastaj edhe akt akuza edhe për funksionar shtetëror që mund të jenë pjesë e kësaj qeverie ose pjesë e pushtetit lokal dhe të cilët do duhet të përgjigjen për rastet e korrupsionit që mund t'i kenë kryer në të kaluarën. Nëse jemi shtet i lirë dhe demokratik dhe nuk jemi më shtet i kapur, kjo gjë do të ndodh dhe përgjegjësia e tyre nuk do të thotë se është zhdukur me atë që kryeministri si kryetari një partie politike që ka bërë koalicion me një parti tjetër politike i ka përkrahur në një kampanjë parazgjedhore. Është puna e gjyqësisë ajo që të zbuloj, të ndëshkoj rastet e korrupsionit dhe mbi të gjitha është puna e prokurorisë që të zbuloj rastet e tilla dhe të njëjtat i sjell përpara gjykatës. Në qoftë se edhe më tej prokuroria do të pres, domethënë nga kryeministri dhe nga sjellja e tij se me kë bën koalicion ose me kë jo, në mënyrë që të vendosë a duhet ngrej raste të korrupsionit ose jo, atëherë domethënë se ne ende vazhdojmë të jetojmë në shtet domethënë të robëruar. Kështu që unë mendoj që kjo është një periudhë testi ku me të vërtet do të shikohet se institucionet juridike në vend, veçanërisht ato gjyqësisë, a funksionojnë në mënyrë të mirëfillt ose jo. Nëse funksionojnë në mënyrë të mirëfillt, nuk ka asnjë pengesë që kushdo kundër kujt të ketë dëshmi se ka kryer korrupsion të sillet përpara organeve të drejtësisë. Да, мислам дека сте во право, дека целото општество е во еден транзицијски период, ќе треба уште некое време да се види дали дел од овие заложби за кои што слушаме се вистински, ќе почнат и на дело да се применуваат или за жал ќе останат само декларации. Unë do të kisha dashur vetëm të shtoj atë që në të gjitha rastet për cilat folëm, do me thënë është pikërisht kjo, edhe në rastin e, do me thënë, Kumanovës. Fakti që ka pasur një deklarat për Ministrit të Punëve të Brendshme që
do të ketë hetime ndërkombëtare, sidoqoftë që i kuptojnë ata ato, domethënë tregon se ka një gatishmëri të tillë, mirë po e njëjta duhet të shihet që të funksionojë në realitet. Po ashtu kryeministri thotë se ka hetime për njerëz të qeverisë që janë të involvuara në korrupsion. Domethënë duhet të shihet se ajo vërtet është ashtu dhe këtë do ta shohim nga organet gjyqësore. Dhe në rastin e tretë duhet shohim organet gjyqësore se çfarë do të bëjnë lidhur me indicjet për korrupsion të disa funksionarëve ose ish funksionarëve të kësaj qeverie. Толку е за вечера. Ви благодарам много што бевте дел од 360 степени. Благодариме за покана. Фалемдерит во втесен. Ве поканувам до крај да ја одгледаме и саботажата на Сречко Поповски. Чуварите на тронот, преторијанците кои не смеат ниту да помислат името да му го споменат, а камоли да влезат дури и во општа дебата, не за личната, туку генерално за одговорноста, се доведуваат во ситуација да изгледаат жално кога ги покрај елоквенцијата, но и свеста. Не смеат збор да изустат за личноста, која се посочува како виновна за политичкиот крах на партијата која тој ја предводи. Добро, ВМРО ДПМН нема никаква одговорност за губењето на гласовите? Одговорноста најголема е што ние после 27 години имаме најскандалозни избори. Вие знаете, Ѓорчев, кога нешто знаете, вие многу добро одговарате и го повторувате по 3 пати. Овој пат не сакате ниту да ми одговорите на прашањето. Не, Дали ви е страв да одговорите на прашањата поврзани со лидерот? Не, наш, не. Затоа пак во спротивниот политички табор, најотворено и без никакви скрупули, иронично, со доза на сериозна подбишега, мета кон која се насочени политичките стрели е токму лидерот на коалицијата, кој со аритметичката операција на најмалку 3 од вкупно 4 клучни позиции во игра ги врати оние што лично сметаше дека треба да добијат црвен картон. И ако му треба Бејта, би го дал во Муртино тамо да го земе, ако му треба вишок. Од вишок глава не боли, но изгледа грдо кога како ова есен под толку многу седење во кафезот каде се чувствува удобно колвајќи од трошките на власта. Наеднаш добиваат крилја и се решаваат да станат птици-преселници, аргументирајќи дека не им пречело баш се, но не можеле да поминат преку тоа, семето на раздорот да го делат со секого, особено не со револуционерните петли. Го гледате Владо Евановски качен на масата на собранието, се држат митинзи и сега вие седите таму во чопарот, се сите во купчето и ви аплодират. И потоа се гледате и викате добро што направи. Не направи ништо освен што ја смени страната, иако пред нешто повеќе од 1 година лично тој беше подготвен да се пресмета со сега истомислениците од новиот чопор, за кој тогаш мислеше дека го загадуваат политичкиот воздух. Давај, магри на некој друг. Не немој да стреваш. Колеги ве молам. Јас ти кажам сигурно, бидејте ме малтретираш. А така сега се чувствуваат и оние чие его е поповредено отколку што ги боли поразот. Ударот што го доживеа предизвика чувство на одгорченост која прераснува во омраза, а таа не е насочена само кон главниот, туку особено кон помалиот партнер во владата, на кого му се заканува со реванш. Ако некој сакал да удирал врз мојот легитимитет како председател на Алијансата за албанците, ми направиле уште појак. Алија метите чекам на парламентарни избори. Во вакви околности сосема е разбирливо дека мора да се појави чистачот, што ќе ја забрише правта, но и ќе го смирува инфектот што таа го предизвика и ја покачи коалициската телесна температура. Поради тоа, тој е приморан дури 4 пати во 3 минути да ја каже и диагнозата, но и лекот. Очекувам овие денови прашината да легне. Има малку подзапалени политички глави во нашата држава. Пак ќе кажам, ќе ги оладат главите до викендот сите. Нека ги оладат главите сите, викендот ќе почнеме да разговараме. Нека падне прашината, нека оладат малку сите главите, викендот е пред нас, ќе можеме да разговараме. И на крајот, додека вжештените глави се ладат, студените пак се вадат. Победата ни ја украдува тие што ни ја крадат и иднината. Тоа е многу добро срочена мисла и многу одговара на целиот овој процес. И кој не може да украде ничија иднина, зашто таа, како и сонот, е непредвидлива. Но украденото минато може да се врати. Тоа ќе ја направи побогата сегашност.
Саботажата и сите други содржини може да ги најдете и на нашата интернет страница 360stepeni.mk и на Facebook и Twitter. Благодарам што и вечер бевте со нас. Ќе се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно!